Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Пороен дожд проследен со силен ветер за половина час предизвика хаос во Кочани. Падна поголем број дрвја, искинати се телефонски, струјни и доводи за кабелска телевизија, а направена и друга материјална штета. Последиците доправа ќе се сумираат. Бура што траеше 30 на минути, проследена со пороен дожд и ветер, по плането направи хаотична атмосфера во Кочани. Скоро на сите страни се гледаа откорнати дрвја и искршени гранки, а улиците се претворија во реки. Големата количина вода носеше се пред себе, а ветерот искина поголем број кабли за телефонски и телевизиски пренос, како и за електрично напојување. На неколку места во градот, поради паднатите дрвја што се препречија на сообраќајниците, во прекин беше и нормалното одвивање на сообраќајот, па возачите бараа алтернативни решенија за да стигнат на целта. Најкритично беше на улицата Борис Трајковски спроти џамијата, каде неколку дрвја поред се нашле на коловозот, токму во моментот кога по неа поминувало возило со Делчевски регистерски таблички. Од ударот возилото претрпело поголема штета, искршено е предното ветробранско стакло, па мораше да интервенира и против пожарната единица. За среќа, возачот и совозачот поминале без последици. Оштетено возило имаше и на големиот паркинг на трговскиот центар, каде од падот на гранка од дрвото во близина искршено е задното стакло, а имаше и други оштетувања. Паднати дрвја можеа да се видат и во близина на градскиот парк, кај чешмата со мозаикот на Свети Петар и Павле, кај градскиот пазар и на повеќе други места. Граѓаните од повеќе улици во ниската зона од градот се пожалија на затнати шахти и поплавени подрумски простории. На неколку куќи на улиците Осоговска и Христијан Карпош имаше оштетени кровови и искршени поголем број прозорски стакла. Санирањето на оштетувањата започна веднаш по невремето, а последиците од него доправа ќе се сумираат. Од паднато дрво во дворот на основното училиште Свети Кирил и Методи блокирана остана улицата Глигор Апостолов Гочо. За среќа немаше голема материјална штета, а граѓаните апелираат да се исечат и другите дрвја за да не дојде до слични инциденти. Од силниот ветер падна едно од постарите дрвја кај основното училиште Свети Кирил и Методи, при што целосно ја блокираше улицата Глигор Апостолов Гочо. Тоа предизвика хаос во сообраќајот токму во моментот кога поголем број возила и автобуси носеа патници што се враќаа од своите работни места. Среќа е што невремето се случи еден ден по завршувањето на учебната година, велат граѓаните, па немаше повредени. За среќа нема ниту голема материјална штета, освен искршената ограда на дворот од училиштето. Соседите рекоа дека гледката била страшна и се случило на брзина. Многу на брзина. Навешка довна силен ветер и за секунда го бута дрвото, препречи патот. И среќа во моментот што немаше ни на кола, иначе ќе беше голема трагедија. Штета има ли кај вас? Штета до оградата само нема моментално. Ова не е прв пат да падне дрво на оваа улица и да предизвика оштетувања и прекин во сообраќајот. Затоа граѓаните бараат да се исечат и останатите дрвја, за да се спречат посериозни последици. Апелираме до надлежните органи да го исечете ова дрво, оти е многу големо и ќе направи многу голема штета и на нас и на комшиите и на школото исто така. Ова што се деси многу опасно беше, ради тоа што можело во времето и коли да минат и пешаци и да утепа некој, не дај Боже. Постоја опасност сега од веќе вие останатите чемприси. Тоа дрво е познато по кратки корења, а голема маса да видите дека и тие еден ден наскоро ќе паднеш. Треба да се пресечат. Треба да се пресечат потхитно. Набрзо по блокирањето на сообраќајот беше повикана екипа од комуналното претпријатие Водовод, која интервенираше врз паднатото дрво и обезбеди непречено поминување на возилата. Доколку надлежните ги послушаат апелите на граѓаните да се отстранат и другите дрвја, ќе се спречи поголема опасност при следното невреме на оваа локација, за која соседите велат дека е позната црна точка во градот по поплави и слични непогоди. ВМРО ДПМН избира нов партиски координатор во Кочани. Постапката веројатно ќе се пролонгира, а се наметна како неминовна по изборот на досегашниот претседател на Општинскиот комитет Иван Иванов за пратеник во Собранието на Република Македонија. По изборот на Иван Иванов за пратеник и неспојивоста со претседателското место во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН за сега нема ништо конкретно околу процедурата и роковите за избор на нов прав партиски човек во општината. Според партиски избори, постапката ќе се пролонгира неколку месеци.
Сличен беше случајот и со Бети Кузмановска, која стана пратеник на предвремените парламентарни избори во 2011 година, во период кога извршуваше функцијата председател на Општинскиот комитет на партијата. И таму дојде до смена по неколку месеци, а на нејзино место дојде токму Иван Иванов. Политичката кариера на двајцата им се одвива на сличен начин. Општински партиски координатор, председател на совет и пратенички мандат. За сега единствено дојде до избор на нов председател на Советот, кога на местото на Иван Иванов дојде Јордан Димитров, што остави празно едно советничко столче, на кое седна Дејан Стојанов. По одлука на извршниот партиски одбор, ова се нови предизвици за десетици кандидати, но и период во кој неминовно ќе се случуваат внатре-партиски прегрупирања. Низ истиот процес поминува и Општинскиот комитет на владеачката партија во Штип, каде исто така актуелниот координатор Никола Мицевски стана пратеник. Смени најверојатно ќе има и во опозицијската партија. Правото на смена и поставување нови координатори го има председателот на партијата. До сега нема најави дека би можело да дојде до смени во општинските организации во Кочани и Виница. Точно на време започна и без проблеми помина полагањето на вториот предмет од државната матура за матурантите од двете средни кочански училишта. Во гимназијата полагаа 193 ученици, во средното општинско училиште Гошо Викентиев 59. Во двете средни кочански училишта се полагаше вториот предмет од државната матура. Се полагаа јазиците англиски, француски и германски. И во двете училишта полагањето помина без проблеми. Навреме беше поделен материјалот и учениците навремено се јавија за испит. Во нашето училиште, според пријавите, имаме евидентирано 193 ученици, кои што денес полагаат англиски, германски и француски јазик во 12 училници. Испитните материјали беа дистрибуирани пред 8 часот од екипа од државниот и од испитен центар. Подготовките беа направени во текот на вчерашниот ден, тестаторите стигнаа сите на време заедно со замениците, се во најдобар ред почна тестирањето во предвидениот рок во 10 часот, ќе трае 3 часа, час помалку. Денес во нашето училиште Гошо Викентиев се полага вториот екстерен испит од државна матура, во нашиот случај англиски јазик, полагаат вкупно 59 ученика, распоредени во 4 простории, почна навреме испитот во 10 часот, трае до 13:15 часот, не очекуваме никакви проблеми. За 2 дена, на 13 јуни, е предвидено полагање на математика и филозофија. На 16 се полага бизнис, историја, биологија, хемија и физика. Тестирањето го следеа представници од Државниот просветен инспекторат и од Бирото за развој на образованието. Во текот на оваа идната недела во општина Кочани ќе се реализира првата фаза од праскањето против комарците. Третманот прво ќе се изведе од земја, а потоа и авионски. За поголема ефикасност се договара акцијата да се изведе заеднички со соседните општини. Крајот на оваа недела е определен за првото прскање против комарците на територијата на општина Кочани. За почетната фаза ќе се врши третирање од земја, а потоа ќе следува и авионско прскање. Според одговорните во локалната самоуправа, направено е најавеното усогласување со соседните општини за термините за реализирање на акцијата, со што би требало да се постигне и поголема ефикасност. Нема поголеми промени во површините што ќе бидат опфатени со прскањето против комарците, односно акцијата ќе се реализира слично како и минатата година. Земјаното третирање го имаме предвидено на површина од 1200 хектари или во 4 наврати по 300 хектари, почнувајќи, како што реков, од месец јуни, значи јуни, јули, август и почетокот на септември треба да се спроведе теристичкото или земјаното третирање и ларвицидното. Додека авионското третирање се планира на површина од 3000 хектари, најмалку 3000 хектари, и тоа во 2 фази, јуни и јули месец. Веќе се познати и точните термини за прскањето од земја, што ќе се изведе во текот на месец јуни. Од општината упатија апел до граѓаните за соодветни мерки за заштита, посебно на пчелните семејства. Теристичкото третирање ќе го вршиме со Центарот за јавно здравје од Скопје.
Значи терминот е веќе утврден, тоа е 12 наспроти 13 јуни, значи четврток наспроти петок, 12 после 12 часот, значи ќе се врши третирањето. Веќе упативме апел до сите институции за кои што сме задолжени како општина да апелираме. Ете и јас во оваа прилика упатувам апел поготово до пчеларите. Значи тоа е веќе дефиниран термин. Доколку временските услови се неповолни, односно ако има силен ветер или врне дожд, третирањето ќе се одложи за следниот ден. Слично како и лани, и оваа година локалната самоуправа од буџетот издвои нешто повеќе од 1.100.000 денари за набавка на неопходниот инсектицид и ларвицид, што е одобрен од Бирото за лекови. Во источниот регион се гради најмалку во споредба со останатите региони во државата. Градежништвото последниот период бележи најдобри резултати во споредба со останатите сектори. Фирмите од градежништвото минатата година извршиле градежни работи во вредност од 25 милиарди 698 милиони 606 илјади денари, од кои 7 милиарди 871 милион 372 илјади денари за објекти во индивидуална собственост. Најмногу се градело во Скопскиот регион, по кој следат Пелагонискиот и Вардарскиот. Најмалку се гради во Источниот регион. Иако се добива впечаток дека токму во последниот период дојде до раздвижување во градежниот сектор во Кочани, Виница, но и другите општини во регионот, сепак тоа е премалку во однос на останатите региони, особено Скопскиот, каде се случува вистинска градежна експанзија со изградба на објекти со висока цена, неспоредливо повисока со цената на чинење на објектите што се градат во централното и периферното градско подрачје на Кочани и останатите градови од истокот. Во текот на 2013 година се вградени вкупно 2176 објекти, а завршени се 2339 станови со вкупна површина од 157.338 метри квадратни, од кои 2170 во индивидуална собственост. Просечната корисна површина на завршените станови е 67,3 метри квадратни. Генерално, градежништвото доживеа процуд во споредба со останатите сектори, кои бележат многу полоши полугодишни и квартални резултати во своето работење. Да се почувствува како е да се настапи на сцена и да се биде дел од музичкиот концерт. 13 јавен час на школата за гитара ГИТО, што го спроведува на крајот од секоја учебна година. Успешни гитаристи, професори и студенти излегоа од школата за гитара ГИТО, што 13 години обстојува во Кочани. Млади и повозрастни наставници ги учат децата што ја посетуваат школата и кога се спои младоста и искуството, секогаш се постигнува резултат. 13 јавен час одржа учениците од школата за гитара пред своите родители и најблиски. Бевме поделени во два дела. Во првиот дел беа опфатени 4 групи од први и втори степен, тоа беа значи помалите дечиња. А во вториот дел кој што беше од 21, значи претходно првиот беше од 19 и 30, веќе од 21 имавме 6 групи. Значи бројките варираат од најмалку 3 дечиња во една група па до 10 дечиња во групи, вкупно 10. На репертоарот беа, значи кај нас во школата за гитара имаме опфатено буквално од она нашето македонското, кое што е резиме на она што сме, и се до она светското, како што е турскиот марш од Моцарт или некој Евергрин, кој што е, да речеме, Let It Be од Битлси, од бившите ју простори, некои песни што оставиле трак во простори во време. Сите ученици што ја посетуваат школата добија и дипломи за завршениот степен. Се работи по систем на читање по таблатури, значи тоа е начин сличен на нотите, но и оно што не одел музичко училиште, ние го обучуваме, значи да биде оспособен и описменет да може да ги чита тие таблатури, кои што се повтораме еден вид ноти и акорди. Се викам Бојана Никовска, одам на гитара и сум задоволна од гитарата. Од септември пак ја продолжам да одам и сум задоволна од дипломата. Гитарата ни овозможува да научиме многу песни, да запознаеме нови другачиња, да се држиме. Мене ми се најомилени песните кои ги свириме од Тоше Проевски. Не се прави селекција, настапуваат сите деца што ја посетуваат школата. Школата за гитара од почетокот на следната учебна година најавува проширување на класата за уште неколку инструменти и уште поинтензивно работење.
14 и 15 јуни се датумите кога ќе се одржи Балканското првенство во карате за деца, чиј домаќин е Истанбул. Како представници од Кочани, по-конкретно од карате клубот Партизан, ќе настапат Роберто Здравковски, Мартина Шахинова, Ива Таушанова и Василија Христик. Тие деновиве ги прават последните интензивни подготовки. Ова за нив е прво големо меѓународно искуство. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.